Синоќа во Кочани движењето за наша Македонија Знам на Максим Димитриевски ја одржа изборната конференција на која за председател на општинската организација на овој нов политички субјект е избран Николчо Гоцев. Пред почетокот на седницата основачот на Знам Димитриевски за ТВ Кочани ја даде следната изјава. Вечерва покана на работната група задолжена за формирање на општинската организација на движењето Знам за наша Македонија во општина Кочани присуствувам на првата општинска изборна конференција на која што ќе избереме локално раководство на партијата. Посакувам успешна работа на делегатите, очекувам големо присуство на голем број на граѓани. Конференцијата е отворена за делегатите во официјалниот дел и за сите присутни и посакувам секако да избереме најдобро раководство кое што ќе раководи со ова општинска организација до следните парламентарни избори. Најавувам учество на следните председателски парламентарни избори од страна на партијата со учество и своји кандидати, носители на листи и кандидатски листи за пратеници во сите изборни единици во државата, а исто така и председателски кандидат на престојните председателски избори. На прашањето што очекува од престојните председателски и парламентарни избори, Димитриевски со одговор. Движењето Знам за наша Македонија со помош на граѓаните се промовирано во нова политичка сила или трета опција во државата. Очекувам голема поддршка од граѓаните. Самата кампања тоа ќе го покаже. Наша обврска е да направиме најквалитетна и реално остварлива изборна програма која што во рамки на изборниот период ќе ја презентираме пред граѓаните, а одлуката секако ќе биде нивна. Откако беше усвоен дневниот ред и беа формирани телата за работа на конференцијата, на новинарите им беше кажано да ја напуштат истата без образложение за причините и без најава дали по завршувањето ќе следува официјално соопштение за распределбата на функциите во Кочанскиот партиски огранок. Тоа подоцна предизвика бурни реакции кај представниците на медиумите, кои се почувствуваа спречени во целост и на непосреден начин да ја извршат својата информативна функција. За таквиот пропуст следуваше јавно извинување од представниците на партискиот огранок во Кочани.